И така ќе си земате еден такви и поубави. А за мене е прв пат ова што земам јас награда од Албанија, затоа му честитам на другарите од Корча што се погрижија за ова работа и што нас спомена по Стереоспасе и така натаму. Јас имам напишано нешто за Стереоспасе, може би некогаш, ако ќе имале добиено вестникот Креспа, го имате читано, тоа сепак убо е, на денот денеше, на денот на книгата, на денот на Стереоспасе, да се спомениме нешто што знаеме за него и да си продолжиме да го славиме името и дело до него. Така што, на првиот број на вестникот Креспа, вие без друго имате забележено дека уште на првата страница, на првата статија, меѓу другото имаше и нешто напишано за Стереоспасе, токму затоа дека не може да се помисли да излезе македонски вестник, да се испечати македонска книга, да се напиши македонска песна во Мала Преспа и да не се спомени Спирио. Да не се спомени тој голем македонец од Мала Преспа, тој човек и писател кој речиси целиот негов живот му го посвети на неговото свое творештво, на неговите многубројни книги кои го направија да живеа за века во спомените на малопреспанците, на Преспа, да живее и да надживее како нација нашата мила Преспа. Токму затоа, за Стереоспасе, за неговиот живот и за неговото творештво, нашата Мала Преспа треба да направи таа голема работа за да му го даде своето место како кој го заслужува Стерео со своите мисли и идеи испишани во неговите книги, во неговите дела кои кружат низ цела наша Преспа и пошироко. Сигурно вие ја имате и книгите. Стерео и како човек, и како писател, без сомнение, со своето огромно и квалитетно творештво во полето на литературата може да се споредува со сите оние луѓе кои имаат добиено и светски димензии. Стереоспасе го знаете дека е роден во август 1914 година во селото Глобочени, така како што рече председател на општината. Тој беше еден од оние кој на своето село му го зачува името село Глобочени, тогаш кога некој му ги менаа, така како што рече председателот. Али ние сега се бориме со тие старите наши имиња да му вратиме, да го зачуваме, нашиот идентитет, културен идентитет и да продолжиме на насоката која научеше да Стереоспасе. Следејќи го неговото дело, ние треба да работиме уште повеќе, особено вие младите, децата од ова училиште и за жал, ете тоа згасна таму тоа училиште во селото Глобочине кој го носеше името него, ама се надеваме дека доколку ќе продолжиме да работа, да го удобриме овој живот на ово наше подрачје, ќе си се вратат пак тие во своите куќи, ќе живеат поубаво, ќе си продолжи животот, ќе си раѓаат деца, ќе се множи Мала Преспа, ќе се отвори училиштето и името на Стереоспасе ќе си биде таму, ќе му оправиме и споменикот, може да го дојдеме споменикот и тука во ова училиште, што нашата Мала Преспа никогаш да не згасне и не дај Боже да згасне, за да можеме да живееме така како што сме македонци на нашите простори. Благодарам.